Македонската ракометна репрезентација утре заминува во Данска, каде внедела ќе ги започне надпреварите на Европското првенство. Во нашиот табор владее оптимизам, на расположение и решителност да се прикажат добри игри и да се пласираме во втората фаза на шампионатот. Јас би сакал во име на федерацијата да го истакнам моето задоволство од тоа како се движеа припремите во име на федерацијата, значи за жал, се случи тоа што се случи со Наумче Мојсовски и со Филип Лазаров, но надвор од тоа сакам да кажам дека ние како федерација сторивме максимум од тоа што знаеме и тоа што можеме да создадеме едни нормални услови за функционирање на репрезентацијата и мислам дека одиме со кренати глави во Данска. Мислим да смо се доста добро припремили у оквиру могуćnosti koje имамо. Ekipa koja odlazi na Europsko prvenstvo će dati sve od sebe da osvijetla grb Makedonije, zemlje za koju igra, da ostavi ono što se kaže srce na terenu, to je jedini pravi ispravni pristup. Во изминатиот период премногу кажавме, анализиравме, разговаравме за она што не очекува за 2 дена на Европското првенство во Данска. Да не се повторуваме, ќе бидам краток. Од ова репрезентација се очекува многу, тоа е факт и ова репрезентација мислам дека е по последните 20 години најмногу има направено као репрезентација во колективниот спорт во Македонија. Ќе го прифатиме предизвикот као предизвик и ветувам дека ќе дадеме 100% од нашите можности. Направивме добри припреми, се спремивме добро и се надевам дека нашата форма е во нагорна линија. Покажавме 2 солидни надпревари против Црна Гора и против Србија. Прв пат се наоѓам во една ваква лоша ситуација која не можам да им помогнам на моите другари, колеги кои доста сме, ајде да не кажам, сме гинеле за оваа репрезентација уназад многу години. Така да верувам во овие дечки и знам како до сега тој континуитет што го имавме во овие изминати години кои не красеше со едно другарство и една заедништво, едно единство кое сите успеси ги направивме така. Мислам дека до сега и од сега натака дека оваа репрезентација може без секого. Значи гледам како израснуваат овие дечки во едни квалитетни и добри играчи и се надевам дека моето отсуство и од Филип отсуството нема многу да влијаат. На тројцата македонски репрезентативци од представник на пивара Скопје им беа доделени специјално изработени дресови на кои наивачите оставаа пораки за успех. Шпанецот Рафаел Надал во машка и американката Серена Вилијамс во женска конкуренција се поставени за први носители на претстојниот тениски Гранд Слем Австралија Опен. Прв носител во машкиот дел на турнирот е најдобриот тенисер во светот Рафа Надал, втор е минатогодишниот освојувач Новак Џокович, трет носител е шпанецот Давид Ферер, четврти е англичанецот Енди Мари, а по нив следуваат Хуан Мартин Дел Потро и Роджер Федерер. Томаш Бердих е седми носител, Станислав Вавринка е осми, додека французите Ришар Гаске и Жо Вилфред Сонга се 9 и 10 носител. На женскиот дел од турнирот, прва носителка е Серена Вилијамс. Викторија Заренка од Белорусија е поставена за втора носителка, а по неа следуваат Марија Шарапова, Лина, Агнешка Радванска, Петра Квитова и Сара Ерани. Австралија Опен започнува на 12 јануари внедела во Мелбурн. Во кошаркарската Евролига синоќа се одиграа 4 серби од второто коло во топ 16 фазата. Тимот на Лестер Бомекеле, Фенербахче Улкер, далеко под очекувањата ја стартуваше топ 16 фазата. Тие во вториот надпревар забележаа пораз овој пат од Барселона со 76-73 на домашен терен. Каталонците во неизвестниот надпревар до победа ги предводеше Хуерта со 23 поени и 7 асистенции, додека ке домакинот Бјелица со 15 поени беше прв стрелец. Мекелев заврши со 13 поени, 4 скока и 3 украдени топки. Европскиот првак Олимпијакос го забележа првиот пораз во Евролигата откако убедливо загуби во Милано од Армани со 81-51. Поразот од Армани беше прв за Олимпијакос по серијата од 14 евролигашки победи поред. Ленгфорд со 29 поени ги предводеше Армани Милано, а Хакет постигна 17 коша. Принтези со 12 поени беше единствениот со двоцифрен ефект кај Олимпијакос. Магаби против Локомотив Кубан ја запиша втората победа во оваа фаза. Тимот од Тел Авив победи со 85-75,
а до триумфот беше предводен од Скорцијаните со 22 поена и Смит со 15 коша. Најпријатното изненадување во Евролигата годинава германскиот тим Бајерн Минхен стигни до втората победа во топ 16 откако го солода Партизан со 71-65, иако во поголемиот дел од мечот има и двоцифрена негатива. Брајан со 16 и Томсон со 15 поени беа најефикасни во редовите на Бајерн Минхен, додека Партизан го предводеа Богдановиќ со 24 и Кинзи со 20 коша. Денеска ќе биде комплетирано второто коло. Во Е групата ќе играат Анадолу Ефес Уникаха и Лаборал Панатинаикос. Во групата Ф играат ЦСКА Москва Жалгирис и Реал Мадрид Галатасарај. Домашните екипи синоќа забележаа победи во двете средби кои се одиграа синоќа во NBA лигата. Њујорк во Медисон Сквер Гарден гостувала шампионот Мајами со 102-92. Кармело Ентони беше лидер на Никси со 29 поени, а Барњани придоаде 19 коша за четврта победа во последните 5 меѓусебни меча со Мајами Хит. Од клупата се истакна Амари Стадемер кој постигна 14 поени и 11 скока. Леброн Джеймс даде 32 поена, но Мајами играше без Марио Чалмерс и Шейн Батие, додека Крис Бош постигна само 6 коша. Денвер Нагетс успеа да триумфира против Оклахома Сити со 101-88. Фоје постигна 24 поени, а Тај Лоусон офрли 16 поени и 14 асистенции. Кај Оклахома, станардно прв стрелец беше Кевин Дурент со 30 поени. За вечерва дури 12 надпревари во NBA лигата.